Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Во централниот Дневник на Сител ќе гледате. Нова жртва на западонилската треска во земјава. Почина 73 годишен пациент од Долно Лисиче. Тоа е петтата жртва од почетокот на епидемијата на вирусот во градот. 20 пожари активни во земјава. Најкритичен е пожарот во близина на Струмица, кај Баница и Водоча. Над 310.000 сообраќајни прекршоци се регистрирани од почетокот на функционирањето на системот Безбеден град. Од нив дури 180.000 од странски возила. Жешката тема предвремени парламентарни избори се враќа на политичката сцена. Сите опозицијски партии освен СДСМ бараат избори веднаш. Власта вели ако бараат, ќе добијат. 16 загинати и над 130 повредени во руски напад со 2 дрона во родното место на Зеленски. За актуелната политичка ситуација во земјава во тема на денот со политичкиот аналитичар Джелал Незири. Нова жртва на западонилската треска во земјава. Почина 73 годишен пациент од Долно Лисиче. Тоа е петтата жртва од почетокот на епидемијата на вирусот во градот. На клиниката за инфективни болести се згрижени 21 пациент. Од нив 4 во тешка состојба и на интензивна нега. 73 годишен жител на Долно Лисиче почина од компликации од западнонилска треска на инфективна. Ова е петти смртен случај за 2 недели од вирусната инфекција која ја пренесуваат комарци и птици. Починатиот, како што информираше директорот на клиниката, имал и други придружни заболувања. Пациентот е на клиниката вкупно 22 дена. Од почеток на прием беше во изразито тешка состојба и беше сместен во одделот за интензивно лекување и беше на респираторна поддршка, тоест на меаничка вентилација. На инфективната клиника речиси секојдневно примаат пациенти сомнителни на западнонилска треска. Во моментот на болничко лекување има 21 пациент, кај 18 инфекцијата е лабораториски потврдена. Сите се од Скопје, а вирусот им предизвикал воспаление на мозокот и мозочната обвивка. Најмладата хоспитализирана е на 25 годишна возраст, а 4 повозрастни се на интензивна нега. Кај сите овие пациенти кои се хоспитализираат кај нас, имаме потврдена акутна воспаление на мозок и мозочни обвивки. Дали се работи за помлад или за постар, кај сите овие пациенти што се хоспитализирани на клиниката е потврдена таа невроинвазивна форма, што го нарекуваме медицински, но помладите пациенти нормално и со дотекот според сите студии, според сите статистики досегашни кај нас, од нашето искуство, па и во светот, е дека полесно ја поминуваат болеста. До сега 19 пациенти со западнонилска треска кои биле хоспитализирани на инфективна се излекувани и пуштени се дома. Според последните податоци од Скопскиот центар за јавно здравје, до сега се регистрирани 43 случаи. Властите мапираат 34 ризични места за ширење на западнонилскиот вирус, претежно канали за наводнување во приградските населени места и за деновиве најавија теренско прскање против комарци. Александар Динев, Сител телевизија. Нови пожари букнаа во земјава во текот на денешниот ден. Најсериозен е тој во Струмичко, кај селата Баница и Водоча, што се спушти до куќите. Денес околу пладни изби тежок пожар непосредно близина на Струмица во селата Водоча и кој беше друго градоначалник? Баница. И Баница. Огнот поради ветрот многу брзо се прошири по високата сува вегетација, тргна кон првите куќи на Струмица и на овие села благодарение на брзата интервенција на локалните пожарникари од Струмица, на кои што веднаш испратив поддршка од пожарникари од Валандово и Радовиш. Огнот е сопрен пред првите куќи. Пожарот поради непредвидливото време, односно ветрот, го минуваше постојано правецот и се префрли од Водоча во правец на Баница и делот од Баница према Струмица. Во меѓувреме, пожарникарите навремено реагираа
во близина на домовите на пожарените места и не дозволихме пожарот да направи поголема материјална штета. Од почетокот на системот Безбеден град евидентирани се 310.865 прекршоци, од кои 301.835 за брзо возење. 180.378 се за возила со странски регистарски ознаки, соопшти денеска Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи ја известува јавноста дека во периодот од 2 февруари до 20 август оваа година во системот Безбеден град евидентирани се вкупно 310.865 прекршоци, од кои најголем дел се однесуваат за управување на возило со брзина поголема од дозволената 301.835 прекршоци. Во однос на прекршоците сторени од возила со странски регистарски ознаки во периодот од отпочнувањето на функционирање на системот Безбеден град, регистрирани се вкупно 180.378 прекршоци, додека во периодот од 19 до 20 август оваа година регистрирани се 5.514 прекршоци од возила со странски регистарски ознаки. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Жешката тема предвремени парламентарни избори се враќа на политичката сцена. Сите опозицијски партии освен СДСМ бараат избори веднаш. Власта вели ако бараат, ќе добијат. 16 загинати и над 130 повредени во руски напад со 2 дрона во родното место на Зеленски. Темата предвремени парламентарни избори се враќа на политичката сцена. Сите опозицијски партии освен СДСМ бараат избори веднаш. Лидерот на СДСМ вчера изјави дека нема да бидат алиби на власта за предвремено изборно соочување. Од владаачката партија пак повторија, штом опозицијата побара избори, истите ќе ги добие и ќе биде победена. Најголемиот дел од опозицијските партии, освен СДСМ, прифаќаат веднаш да се одржат предвремени парламентарни избори. Власта вели дека е подготвена за избори доколку побара опозицијата, која според нив ќе биде повторно поразена. Нам, граѓаните ни дадоа мандат од 4 години за да реализираме реформи и проекти и наша цел е да одиме на редовни избори во 2028 колку што трае мандатот, но доколку опозицијата побара предвремени избори, нема да бегаме од истите, туку напротив, ќе ги прифатиме и ќе ги поразиме. А оние кои се најгласни за тоа дека довербата на граѓаните кон ВМРО ДПМН опаѓа, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, тие бегаат од избори како ѓавол од темјан. Левица е подготвена веднаш за избори, вели пратеникот Амар Мециновиќ за Сител. Животот во државата не напредува во ниту еден поглед. Напротив, само се назадува. Очекуваат голема поддршка и сериозен резултат доколку се одржат избори, особено во Скопје и урбаните средини. Левица прифаќа идејата на премиерот за предвремени парламентарни избори и повикуваме за одржување на предвремени парламентарни избори, затоа што сметаме дека моментално како политичка опција сме единствени кои можеме да ги мобилизираме и да подадеме рака на сите елементи во општеството кои сметаат дека е време да почнеме да создаваме општество кое е поинаку замислено од ова што може ВМРО да помане и сите политички сили кои достига владееле да ни го пружат. Очекувањата на левица се следни, ние сметаме дека веќе ширум целата територија на Република Македонија имаме консолидирани гласови во изминатите 5 години, не очекуваме никакви негативни осцилации, напротив позитивни осцилации и дека во Скопје трендот кој го забележавме на локални избори ќе продолжи. СДСМ веќе финализира програма која ќе биде објавена следниот месец. Меѓутоа, лидерот на партијата Венко Филипче во тема на денот вели дека нема да биде алиби за да се одржат предвремени избори кои се бараат само кога ќе снима средства во државната каса. Но ние сме подготвени за изборите кога и да се случат. Единствен кој што бега сега во овој момент од изборите и кој што е вистински уплашен од изборите е Христијан Мицкоски. Зошто? Поради тоа што му паѓа рейтингот, затоа што не испорачува резултати никаде. Затоа што не испорачува ништо во делот на економијата, во делот на стандардот на граѓаните. Што е суштината? Кога ќе има избори, треба граѓаните да знаат. Тоа што ќе снема пари во буџетот за да ги троша на своите партиски тендери. Ништо друго. Ние нема бидеме алиби.
Во албанскиот политички блок БДУИ бара избори и ги обвини политичките опоненти и владини коалициони партнери Вреди дека никогаш ја немале довербата на албанците и ги повика да прифатат да се оди на избори. Од Вреди пак, без да дадат конкретен одговор дали се подготвени за изборен процес, го обвини Ахмети дека нема легитимитет кај албанците по поразот на локалните избори, за кој не презел политичка одговорност. Тамара Дичевска, Сител телевизија. По 5 години и голем број на докази, Абази го заштити Филипче со чување на предметот и доказите во фиоките на обвинителките Вилма Русковски и Елизабета Јосифовска од СЈО и денеска обвинија од ВМРО ДПМН. Од партијата наведуваат зошто Филипче треба да одговара за модуларните болници, а Абази директно го заштити. Артан Етеми, поранешниот економски директор на Тетовската болница, кој беше осуден на 1,5 година затвор за случајот со модуларната болница, до последен момент одбивал да ја прими и да ја пушти во употреба модуларната болница. Да подсетиме, болниците кои биле набавени и поставени како стоки, кои во ниту еден случај не може да бидат користени како објекти за здравствена дејност, биле направени според техничка спецификација на лице поставено од Венко Филипче. Зошто повторно го споменуваме ова? Затоа што повеќето директори на болници низ цела Македонија се противеле на поставувањето на модуларни болници, бидејќи немало приклучоци, немало надзор, немале средства за да платат приклучоци, да ангажираат фирми и така натаму. Сепак, со одлука на Министерството за здравство и тогашниот министер Венко Филипче, модуларните болници се пуштаат во употреба. Клучен факт е дека во моментот на критичниот настан модуларната болница во Тетово нема одобрение ниту за поставување, ниту за употреба од Министерството за здравство. На СДСМ од Кавадаречко ја обвини владата дека и оваа година продолжуваат со суровиот и нечовечен однос кон лозарите, кои среде берба се соочуваат со понижувачки откупни цени и огромен раст на трошоците за производство. Итно да се зголемат откупните цени. И во таа насока ќе дадеме предлог закон во собранието, со кој закон откупната цена на сите сорти на винско и трпезно грозје ќе се зголеми за 5 денари по килограм. Понатаму, да се укине попустот од 8% кој што винариите го нудат како предуслов да го платат веднаш целата количина на грозје кое што ќе откупат. И трето, да се донесе интервентна мерка, затоа што има најави дека не целото црно грозје ќе биде откупено, целото црно грозје кое што ќе им остане на лозарите да биде откупено од страна на државата. Време е за тема на денот со политичкиот аналитичар Джелал Незири. Добро вечер, господин Незири. Добро вечер, добро вечер. Некако жешко лето, ама оваа тема предвремени парламентарни избори исто станува жешка на политичката сцена и ја загрева дополнително атмосферата. Сега последнава порака од премиерот Мицковски дека интенција на владата е да истера цел мандат, нели, до избори 2028 во редовен термин. Меѓутоа дека ако опозицијата вели ги предизвика, тогаш нема да бидат кукавици, ќе прифатат. И некако е најсериозна најава дека предвремени избори може да има. Посебно што освен СДСМ сите други опозицијски партии рекоа може веднаш. Како вие го толкувате ова? Јас мислам дека премиерот ја тестира политичкиот терен во земјата. Дали навистина се за предвремени избори и дали тие предвремени избори бија зацврстиле неговата позиција. По се изгледа тие се водат, значи во ВМРО ДПМН се водат од нивните конкретни партиски математики, кои најверојатно укажуваат дека ако се оди на предвремени избори, тие предвремени избори ќе испорачаат подобар резултат за нив и полош за опозицијата. Па и затоа ја предизвикуваат опозицијата. Сега, изјавата на Мицковски не беше баш, како да кажам, најавување или, да кажеме, почеток на процес за да се распушти парламентот. Туку мене ми изгледаше како еден вид на политичка стапица кој ја постави на опозицијата, со тоа што кажа дека ние не ги бараме, но ако ги бара опозицијата, ние нема да бегаме.
фактички ние знаеме дека колку и да бара опозицијата предвремени избори, било тоа СДСМ, било ДУИ, било останатите, не може да ги предизвикуваат тие предвремени избори од причина што ги немаат бројките во парламентот. Единствена партија која што може да одлучи дали ќе има или нема да има предвремени избори е ВМРО-ДПМН. И сега ако ВМРО-ДПМН одлучува дали ќе има предвремени избори, најверојатно ќе се води од калкулациите, од анализите внатре во партијата дека тие предвремени избори ќе бидат подобитни за нив и тие предвремени избори можеби ќе ги стават во една подобра позиција од која што се сега. Значи таа подобра позиција не мора да значи повеќе пратеници во парламентот, но може да значи продолжување на мандатот. Да, во оглед на продолжување на мандатот. Во поглед на, да речеме, на политичката кариера на Мицковски, во поглед на евроинтеграциите можеби, но и во поглед на подобро функционирање на собранието кога се станува збор за сега во рамките на таа политичка стапица некако СДСМ катодневно ги критикува потезите на владата. Не постои област, сектор кој што не е критикуван, но велат нема да бидат алиби за предвремени избори. Тоа е нивната порака. Филипче вели дека тоа не значи дека се плашат од избори, дека имаат подготвено и програма, и тим, и се подготвени кога и да се одржат изборите, да одат на нив. Ретерирали се да само после една ваква најава дека се можни предвремени избори од таа нивна желба и критика? Ето, не верувам дека СДСМ ретерира, ниту дека се плаши од избори. СДСМ се плаши од избори кои би се одржале во термин кој што ќе го одреди ВМРО-ДПМН. Што, како што реков, ВМРО-ДПМН ќе одреди термин каде што нив најмногу им одговара. А изгледа тој термин ќе им одговара на ДУИ. Што и Блен беше воздржана во реакцијата дали се или не се за предвремени избори, така што на овие две партии најмногу им одговараат овие предвремени избори. И затоа СДСМ имаше една реакција која што според мене сакаше да ја избегне таа стапица на Мицковски кој што ја постави. Зашто ако опозицијата критикува нон-стоп, ги критикува политиките на владата, одлуките, постапките, нормално е да се очекува и логички е да се очекува да бараат предвремени избори. Но има ли за нив термин погоден со оглед дека рейтинзите велат дека не знам кога би бил тој погоден термин? Може 2028 би бил по-добар термин за нив. Јас не ги знам нивните проценки и внатрешни анализи, но според сите податоци што ние може да ги имаме, сега ние гледаме дека опозицијата не е таа идеолошка левица не е монолитна, не е унифицирана, да речеме, во една коалиција или во една политичка партија. Немаме, да речеме, ефект на, како да кажам, како во Унгарија што имавме со ТИСА. Значи, разни политички партии од разни идеолошки матрици да се собираат во една голема коалиција и да го соборат Орбан и неговата силна партија. Нема таква аналогија кај нас, што нели Орбан таму беше 16 години, тука е Мицковски 2 години, но за да победи опозицијата мора да има обединување на таа идеолошка левица и на сите останати партии помали против ВМРО-ДПМН. И тоа не се случува. Напротив, ние слушаме најави за формирање на нови политички партии во рамки на таа идеолошка матрица. И затоа не верувам дека тие избори ќе им одговараат на СДСМ. Може ли сега случајот Гостивар да направи промена, да го наруши не само рейтингот, туку и соработката, например, и на Алијанса за албанците со ДУИ, но и на самата ДУИ, која што цврсто застана зад кадровското решение градоначалник на Гостивар, кој велат дека никаква одговорност не треба да понесе за случувањето. Јас мислам дека тие односи не се веќе како што беа на локалните избори. Внатрепартиските анализи во ДУИ покажуваат дека грешка била не само
коалицијата Европски фронт од 2024 година, каде што дуи од 18 пратеници кои што ги доби во рамки на таа коалиција, сега има само 12, од кои 2 не се пратеници на ДУИ, туку се на останати политички партии, помали. Значи, таа се оценува како голема грешка на партиите, пошто нели 8 пратеници не се малку, да се изгубат за 2 години. Потоа втора грешка е коалицијата со АКИ, национална алијанса за интеграција, која што нели се случи за време на локалните избори, каде што нели учествува и партијата на Таравари на села. И фактички ДУИ им ги даде општините кај што традиционално победува. Било тоа 4-5 општини. Меѓу нив и во Гостивар имаше добри резултати на парламентарните избори, би можела да победи и без коалиција. И затоа внатре во ДУИ има цврст став на наредните избори да одат сам. Значи да одат како политичка партија. Тоа не значи дека соработката со партијата на Таравари или партијата на села ќе престане или останатите партии, но според информациите што јас ги имам, тие најверојатно ќе одат сами на следните парламентарни избори и најверојатно ќе како сами ќе се обидуваат да докажат дека имаат политички легитимитет да ги представуваат Албанци. Сега ќе одат сами со Али Ахмети или без? Колку е сериозна најавата за негова оставка и она зашто од Вреди, па и од други политички субјекти се шпекулира дека во теке сериозна битка на релација Артан Груби и Бујар Османи, Артан Груби откако се врати во земјава, за превласт во партијата во случај на оставка на Ахмети. Јас не верувам дека до следните избори Ахмети ќе се повлече. И нема да понуди оставка. Овие судири внатре, или борби, или амбиции, се случуваат секогаш кога господинот Ахмети ќе даде нека изјава и ќе каже дека размислува да се повлече. И тогаш се разгоруваат овие борби од тие центри на моќ или од тие луѓе кои што имаат амбиции да го наследат Ахмети на челната позиција на ДУИ. Но јас не верувам дека ќе се повлече до следните избори. Тој ќе се повлече најверојатно после изборите. Но проблемот во ДУИ е што Ахмети не успеа фактички да создаде лидер кој што ќе го наследи него, не само како функција, туку и како авторитет. Не гледате некој од овие двајца таму кои што се во битка, како што тврдат? Според моје мислење нема да бидат ниту Груби, ниту Османи, ниту останатите кои што се спомнуваат како имиња сериозни кандидати. Иако, значи, се е можно, нели, таа политичка трка, надпартиска трка може и да стигне до таму. За господинот Груби знаеме дека почнува судски процеси, не знаеме колку тоа ќе трае. Османи, нели, беше ги изгуби изборите за Чаир локалните минатата година и сега двајцата имаат багаж. Имат, да. Кој ќе биде, дали ќе бара ДУИ некоја нова фигура или ќе можеби ќе постави некој технократ внатре од по сериозните кадри внатре во партијата за да ја води партијата во една наредна фаза. Тоа не знаеме и не можеме од сега да кажеме, но според информациите што јас ги имам, партијата најверојатно ќе го бара идниот лидер во Полошкиот регион. Помеѓу Тетово и Гостивар. Значи, зошто Полошкиот регион? Тој е многу значаен базен на гласови кај политичките партии на албанците. Вие гледате дека Блен сега од 6 министри што има, 4 се од Тетово. И затоа по тој терк нели и ДУИ ќе, нели Ахмети ќе размислува идниот лидер на ДУИ да биде од Тетово. Ви спомнавте кулуарите, имате ли информации што се зборува во тие кулуари, што тоа може знае, што би открил или открил Артан Груби за да не оди во ефективен притвор туку во домашен и да добие квалификација за полесно кривично дело отколку потешкото? Зашто? Иако е легитимно тоа што го прават од Влен, значи да побудат интерес за тоа што може да открие господинот Груби, сепак мислам дека не може ништо да открие повеќе од тоа што веќе го знаат институциите. Ако знае нешто повеќе,
тогаш прашањето е дали тоа може да го докаже. Ние може да знаеме многу работи, многу информации, но дали можеме да ги докажеме истата. Значи не е работата што знае Грубино, колку има можност институциите тоа што го знае да го докажат. И затоа мислам дека не како да кажам, не е реална таа дилема или тој страф дека Груби може би е црната кутија на ДУИ, пошто ние имаме институции кои што нели може би имаат повеќе информација од тоа што Груби има, но ние знаеме дека тој беше клучна фигура или моćна фигура во минатата власт, претходната власт, и најверојатно има информации, но прашањето колку тие информации во случај тој да проговори, да пропее што влен или јавноста вика, нашите институции имат можност тоа да го докажат и тоа да покажат. За да опфатиме и владеачката вреди, како мислите дека и натаму ќе функционира копредседавањето на сами со Меджити, ако веќе има информации дека една од партиите што од коалицијата и натаму е во Централниот регистар регистрирана како партија, има нов лидер? Фактички не, дали се во процес на регистрација како политичка партија сега обединената вреди, или може би функционираат како посебни, се уште правно функционираат како посебни партии. Ако го тргнеме тоа правното функционирање, во смисла дека некој може би реално сака да задржи. имаат заеднички партиски органи, имаат избрани копредседатели, имаат председателство, имаат институционална поставеност како политичка партија, која што нели е во почетокот на функционирањето. И сега најголемиот тест ќе биде кога ќе треба да се носат поважни одлуки во рамките на таа партија. Значи првиот тест ќе биде листите за пратеници на наредните избори, ако зборуваме за предвремени, тие може да бидат во април. Со оглед на многу партии што се обединија и многу луѓе во нив. Да, во април идната година, и тогаш ќе биде, значи, нивниот тест за одржливост ќе биде токму составувањето на тие листи. Што сепак ние гледаме една тивка битка политичка битка која што е нормална. И во сите политички партии постои таа, но заради нивната позиција на копредседател помеѓу Меджити и Касами. И сега како тие ќе ги делат победничките места во тие листи, на кој начин ќе се договарат, кои луѓе ќе бидат на тие листи, значи тоа ќе биде прв посериозен тест дали ова нова партија ќе обстане или пак ќе се вратат на старите партиски идентитети кои што се уште фигурираат како правни субјекти. Еве за крај, бидејќи сте добар познавач и на евроинтеграциите, ќе има напредок во евроинтеграциите? Јас верувам дека ќе има напредок и моје мислење е дека ако се оди на предвремени парламентарни избори, мора да има нов момент во тој процес на евроинтеграција. Но што воспротивно нема логика. Една година пред регуларниот термин за парламентарни избори, ние да имаме предвремени избори. Значи нема логика. Значи мора да има некој момент кој што нели ние не го знаеме. Со некој модалитет што ќе го одблокира процесот. И затоа верувам, затоа сум оптимист дека ќе има напредок од следната година. Джело Незири, гостин во тема на денот, ви благодарам. Благодарам за поканата. Бакарот постигнува рекордни цени. Тон се продава за $14,200, 4.400 повеќе од лани. Експертите предупредуваат дека земјовидоци се отворање нови рудници, заостанува за сите земји од регионот, а профитот што се остварува од нив постојано расте. За пример, рудникот Иловица би произведувал до 16.000 тони годишно, двојно повеќе од единствениот рудник за бакар во земјава Бучи. Цените на бакарот уриваат рекорди. За една година поскапел за речиси двојно.
Тон се продава за $14,200, а лани за истиот се плаќаше околу $9,800. Ограничената понуда од рудниците и ниските залихи на берзите создаваат притисок за дополнителен раст на цената, додека соседите профитираат од поскапениот бакар. Нашиот Војдовица останува под земја. Во моментов кај нас активни се 4 рудници за метални суровини, а единствен за бакар е Бучин Боровдол, кој полека ги исцрпува капацитетите и произведува околу 8.000 тони годишно. Иловица е предвидено да произведува до 16.000 тони, но проектот е во застој. Со активно производство во период од 23 години, овој проект би можел значително да влијае за зголемување на извозот и приходите. Со децении повеќе од, ако го исклучиме Боровдол, нема отворен рудник и некако гледате дека со години има спротиставување на воопшто отварање, кај нас дури до истражување доаѓа да не во државата се истражува, светот денеска масовно, па и европските земји тежнеат кон истражување на природните богатства и Македонија мора да го следи тој пат. Сите заеднички ќе бидеме виновници ако времето не го искористиме и ако во таа една општа трка за минерали, за развој, а тие се тие кои што носат развој на секој сектор и на индустријата, буквално ќе ја доведеме државата во ситуација да стагнира и да не го фати патот и приклучокот кон се она што е тренд во Европа и во светот. Само за споредба, Бугарија лани произвела руда во вредност од 2,2 милиарди евра, што е раст на приходите од 8% за една година, иако производството им се зголемило за само 1%. Активно работат и останатите земји од регионот за отворање нови рудници и искористување на потенцијалот на природните богатства. Отварањето на нов капацитет или нови капацитети не бидеме тука до тука рамо до рамо со останатите земји. Србија во тој пат чекори исклучително забрзано, Босна го следи тој пат, Албанија секако, Црна Гора како една многу мала земја со ресурсите што ги има, исто така истражува и отвара капацитети. Македонија едноставно мора да го следи тој пат и да сака. Ние мора да најдеме заеднички јазик, да се разбереме и да сватиме што е во функција на развој на државата. Годишните приходи од рударскиот сектор кај нас изнесуваат околу 250 милиони евра. Денот на рударите, кој ќе се празнува на 28 август, ќе се одбележи со 8% помалку рудари од лани. Секторот брои околу 4000 работници. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Сушата предизвикува сериозни штети во земјоделието. Дел од земјоделските површини во Струмичко се наводнуваат со моторни пумпи од бушотини, дел од акумулациите. Екстремно високите температури и долгиот сушен период сериозно се одразуваат врз земјоделското производство. За да ги спасат посевите, земјоделците се принудени почесто да ги наводнуваат, со што значително им се зголемуваат производствените трошоци. Тие се жалат дека и покрај високиот квалитет на родот, годинава ќе претрпат значителни загуби, пред се поради ниските откупни цени и високите давачки. Ќе вадиш на секој трети, четврти ден, за да не изгоре чушки. А има изгорни чушки. Никој не напита на 50 степена како ние одеме да работиме, а после кога ќе цената 15-20 динара никој не иде. Преку 3 дена се ваде, секој трети ден, на четврти обавезно ќе идеш, иначе тоа ќе го гледат, се ќе изгоре. Се ќе ѓубре се ставува, трошок голем. Најлово се купува, се се студара. И за трошок се не говори многу, ебден многу. Ако не дадеш, нема ништо да земаш. А како го заштитувате сега производството? Сагеш многу топло, узгоре заштително, јали со мрежа, јали со вар. Прска ми вар узгоре. Дел од земјоделските површини во Струмичко се наводнуваат со моторни пумпи од бушотини, а дел од акумулациите. Од водостопанското предпријатие Струмичко поле вела дека вода ќе има до крајот на сезоната. Таа се испорачува согласно договорената динамика и тоа од сите 6 акумулации. Состојбата со акумулациите моментално е добра. Брана Турија и Волоча се на високо ниво. Имаме на Брана Турија околу 30 милиона метри кубни вода, а Волоча околу 13 милиони метри кубни вода. Наводнувањето тече безпрекано добро. Вршиме испорака на вода од сите 6 акумулации. На Брана Турија имаме секојдневно вода, во кои ноќните часови ја намалуваме капацитет на вода за заштита на водните ресурси што не се во акумулацијата.
брана Водоча поштуваме само 4 дена во неделата. Само од акумулациите во струмичкиот регион се наводнуваат околу 1400 хектари земјоделски површини. Во моментов најголемиот дел од водата се користи за посевите со пиперката ајварка. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. А во Охридско мечките им прават сериозни проблеми и штети на пчеларите во регионот. Најмногу пчеларници се уништени околу Горица до Свети Стефан и во Дебарца. Охридските пчелари се соочуваат со сериозни штети од дивеч. Мечки ги пустошат пчеларниците, го јадат медот и ги уништуваат пчелните сандаци, предизвикувајќи илјадници евра загуби. Најкритично е на потегот околу планината Галичица, на просторот околу Горица до Свети Стефан и целиот реон на Дебарца. Конкретно нашиот регион, најкритични локации се потегот на планината Галичица, реонот на Дебарца, цел реон. Не можам да ви кажам точна бројка, но има многу пријавени штети оваа година. Сведоци сме дека во помалку населените места, односно во селата каде што имаме по неколку жители, видно е шетањето по улиците на селата и представуваат опасности за населението. Во време кога се борат да опстанат поради намален род и нелојална конкуренција, ова е уште еден удар врз нивната екзистенција. Ги уништуваат цели сандаци, а во периоди кога сандаците се полни со мед, кога имаме поволни временски услови и приходна година, мечките ќе се најадат со едно пчелно семејство, а во услови како што се денес, пчелните семејства се празни, прават штета 4, 5 или 6 одеднаш во една вечер, со цел да се заситат, бидејќи истите се празни, не ги задоволуваат нивните потреби за храна. Пчеларите за да добијат обештетување треба околу пчелните семејства да имаат поставено електрични огради. Покрај тоа што ги уништува пчеларниците, мечката представува потенцијална опасност и за луѓето. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Шестнаесет загинати, над 130 повредени лица во руски напад со 2 дрона во